Мислите дека најголем интерес е покажува за ИПА, нели, реализација на ИПА проектот. Што всушност значи, за што всушност се работи? Видите, овие денови на социјални мрежи, преку интернет имаме доста коментари, некои се разбирливо со една така интонација на незадоволство, од аспект што има подолг временски период каде имаме отворени дупки, ударни, односно немам уште санирани површини. Значи, повторувам по неколку пати до сега, кажувам дека тоа е проектот ИПА кој е од европските фондови и е негде во висина на 4,5 милиони евра. Негде околу 26 километри е изградба, реконструкција на канализацијната мрежа. И секаде каде се врши таа интервенција. Изведувачот е должен да во габаритот на самата интервенција, плюс минус 2-30%, значи ако е ровот, да кажеме, метар и пол, до 2,5-3 метра, да направи реконструкција на постоечката патна структура. Зошто има така отежната динамика, јас го разбирам и изведувачот, а го разбирам и револтот, односно задоволство на граѓаните. Изведувачот е должен да ја направи приклучици. Многу е спор патот до приклучување на аспект што нема адаптација со висина на шахти и така натаму, така да сите тие интервенции идат малку споро. Значи се прави максимални напори, се согласат ставовите на ЈП Водовод и изведувачот Жикол и нешто имаме малку убрзана динамика сега у последно време. Проектот мора да биде завршен до крај на 2017 година. Значи, тој проект мора да биде завршен целосно. Некои делови каде немаме такви проблеми одат малку подинамично. Меѓутоа, у централното градско подрачје, кој што гледате, имаме отворени проблеми и го разбирам незадоволство на граѓаните. Меѓутоа, апелирам да имат уште малку трпение. Правиме максимални напори да ги убрземе тие приклучици. Тоа е со проблемот со ова, како се Сечко Пучарка, тоа е проблемот со Перо Чичо, тоа е проблемот со 11 октомври улицата. Има уште некои други по-големи проекти низ централното градско подрачје каде имаме отворени такви шлицеви. Меѓутоа, ветување према мене и према службите е дека се ажурира максимално работите и у најскоро време ќе почне санација на сите тие отворени дупки. Значи, ова е многу важно прашање, бидејќи многу голема реакција. И постојано сум изложен на тие прашања, што преко интернет, значи преко социјалните мрежи, што директно преку службите и сум дошол да дам одговор. Ова не зависи само од нас, значи изведувачот кој е избран од координативното тело кој се Министерство на екологија, представници од Брисел, Министерството на финансии и така натаму. Ние го изработиме проектот, надзор го правиме, експроприација правиме, значи сите наши обврски се исполнуваат како што треба динамички, меѓутоа тие приклучоци, бидејќи не е само да ја ставиш главната цевка, мора да ги адаптираш сите шахти и да ги нивелираш. Тука имаме малку поуспорен процес, правиме максимални напори, кажав повтор пат, со изведувачот да ги убрзаме тие процеси и апелирам до трпение, знам дека непријател се вози, дека има оштетување, може би ако не имаваш и до оштетување на возилата, меѓутоа се надевам дека со крај на лето сите овие отворени проблеми од ИПА проектот ќе бидат затворени. Тоа се ми ветувања према мене. Еве денеска направиме една динамика да улицата Пелинска биде отворена, бидејќи таму имаме отворен проблем, не може да го асфалтираме, тоа е една кратка дестинација, меѓутоа да го отвориме каналниот систем, со тоа што ќе отвориме можност и да направиме патна инфраструктура. Имаме разбирање у билатерала, мислам дека ќе имаме крајен ефект и ќе го затвориме проблемот до крајот на летото комплетно. И со реконструкција на постоечка патна структура и со завршување на овие централно градско подрачје, каде имаме отворени проблеми со изведба на овој проект на реконструкција на канализацијна мрежа.